Предходно во Управата за хидрометеоролошки работи се наоѓа Димитар кој што ќе ни каже дали да очекуваме нови интензивни врнежи кои што ќе условат голем наплив на вода во реките. Диме, добро ти утро и повели. Добро ви утро, колеги од новиот синоптички центар на Управата за хидрометеоролошки работи, од каде што детално ќе дознаеме каква е моменталната ситуација со Маркова река, но воедно и водостојот на речните текови низ територијата на Република Македонија, но и што велат прогнозите, односно дали се очекува и понатаму да има интензивни врнежи од дожд, односно колкава е опасноста од изливање. Одговорите на сите овие прашања во живо ги добивам во наредните минути. Добро утро, велам за Атанас Угрински од Управата за хидрометеоролошки работи. Каква е моменталната ситуација со Маркова река? Дали има излевање токму на ова речно корито надвор од тие текови по кои треба да се движи вода? Како резултат на обилните врнежи во изминатите неколку денови и пред се во текот на вчерашниот ден, кој што директно влијае за значително зголемување на водостојот на река Маркова, по течението на реката, по должината на течението на реката, локално имаше излевања на реката. Значи, во претходните неколку денови тие количини на врнежи допринесоа да се засити влажноста, земјата со влажност, така што и веќе при помали количини на дожд, значително дојде до зголемување на водостојот на река Маркова. Така што на некои точки, на некои поедини напречни пресеци од реката беа регистрирани излевања. Така што можам да кажам дека станува збор за класични, за типични порени врнежи од порен карактер за кратко време, интензивни врнежи кои што за кратко време донесоа доста вода во речното корито и условија излевање на реката на поедини нејзини делови по течението. Каква е ситуацијата со другите поголеми реки, вклучувајќи и река Вардар како најголема во Македонија? Дали има излевање забележено, односно дали постои можност за излевање од речното корито со реките во Македонија? Така, можем да кажем најпрво дека ситуацијата со река Маркова порекоа се стабилизира. Постепено почнува да се нормализира, да се повлекува водостојот на реката и очекувам дека во текот на денешниот ден ќе продолжи таа тенденција и дека главната опасност е помината. Во текот на денот веќе ќе имаме нормални води во речното корито на река Маркова. Што се однесува до реката Вардар, водостојот е висок по целото течение на реката, значи од горниот дел, Полошката котлина, во Скопје, во Скопската котлина, понатаму низводно, Велес, Демиркапија и Гевгелија. Висок е водостојот, меѓутоа се уште нема опасност од излевање на самата река по течението. Можам да кажам дека коритото е некаде околу 2/3 полно со вода. Се уште има простор, во текот на денот очекувам поплавните води полека да се преселуваат од горниот кон средниот и долниот тек на реката, каде што ќе имаме прилично високи водостои во текот на денешниот и утрешниот ден во долниот дел од сливот, но за сега без услови за излевање на реката. Исто така, освен реката Вардар, високи се генерално и сите водостои на реките низ земјата. Висок е водостојот на река Треска, континуирано висок во овие неколку дена, се очекува да биде во текот на денешниот ден. Висок е водостојот на делот реките во источниот дел на земјата, на река Струмица. Така што очекувам, исто така, поради врнежите во Република Косово, значително беше во текот на ноќта и изутрината зголемен водостојот на реката Лепенец, кој очекувам во текот на денот да се намалува. Така што висок е водостојот на сите реки низ земјата, но не гледам посебна опасност од нивно излевање, туку стабилизирање и постепено намалување во текот на денешниот ден. Какви се метеопрогнозите, односно дали се очекува како денес, така и во периодот кој ни следи, односно наредните денови, да имаме поинтензивни, односно пообилни врнежи од дожд и можеме ли да кажеме во кои делови на Македонија се очекува тоа да биде? Во текот на денешниот ден се очекуваат врнежи на целата територија, меѓутоа со многу послаб интензитет, со многу помали количини од тоа што претходно беа. Истава слика се однесува да биде и во текот на утрешниот ден,
така што ваквите врнежи не очекувам овие 2 дена да придонесат кон некој значителен пораст на водостоите низ земјава, а за време на наредните денови, за време на викендот, се во најава се повтора некои врнежи, пред се порани во попладневните часови, кои што можат да бидат предуслов за појава на брз истек и рапиден пораст на водостоите пред се на помалите реки и суводолиците низ земјата, како што беше случајот тоа и во вчерашниот случај со реката Маркова. Како и да е, имајќи го во предвид претходниот исклучително сушен период во изминатите месеци, можам да кажам дека со исклучок на вчерашните немили настани и локални сепак излевања на река Маркова, овие врнежи во изминати денови сепак беа долго очекувани и добре дојдени и ќе придонесат за генерално подобрување на хидролошката состојба во земјата, посебно имајќи во предвид дека вештачките акумулации беа на доста ниско ниво, на исклучително, можам да кажам дека некои од нив на катастрофално ниско ниво, особено по големите вештачки акумулации, како Шпилје, Маврово и така натаму, така што ќе допринесе за малку подобрување на состојбата со вештачките акумулации, исто така со прихранување на подземните резерви со вода, а и со подобрување на генералната слика и со природните езера во земјата, чија што ситуација не е воопшто добра во изминатиот период. Пред се знаеме на Преспанското езеро, кој што во континуитет е низок водостојот, но и до Иранското езеро, кое што бележеше доста нисок водостој во изминатиот период. Така, ова вклучување во живо екипата на Сител има можност прва телевизија да го прави токму од овој синоптички центар. Што можеме да забележиме на овие сателитски снимки, односно до кога можеме да очекуваме вакво време, дали може да се предвиди какво ќе биде времето во наредните 10 денови, да речеме? Значи, сите овие нумерички прогнози, нумерички модели за прогнози на време можат да предвидат со поголема точност до 3 дена. Предвидувањата до 5 дена се веќе со намалена точност, а со поголем степен на неизвестност се тие подолгорочните предвидувања. Така што она што со сигурност можеме сега да го кажеме е дека овие 2 дена во текот на денешниот и утрешниот да очекуваат многу послаби врнежи од дожд на целата територија, меѓутоа со многу мал интензитет, со многу помали количини од денешните, што е олеснителна околност со оглед на високите водостои низ земјата и спречување на нивно понатамошно покачување и евентуална појава на поплави предизвикани од нив. Значи можеме да констатираме дека нема страф или опасност според моменталната ситуација од излевање на речните корита, вештачките акумулации почнуваат да се полнат, како што велите, некои биле сосема на минималните нивоа, додека ситуацијата се подобрува и со природните езера во Македонија. Да, можеме да кажеме дека во моментот за сега не постои опасност од поголеми поплави, меѓутоа ние во управата за хидрометеоролошки работи остануваме тука, будно да следиме состојбата и за секои промени навремено да ве известуваме јавноста и надлежните институции. Атанас Угрински од УХМР гостин во утринската на Сител. Благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани, за крај од ова вклучување само ќе кажеме дека не треба да постои страф и паника според моменталните информации од УХМР, а тоа е дека нема опасност за излевање на големите реки, односно од нивните речни корита, вклучувајќи и неголемата река Вардар, а се намалува или се стабилизира и водостојот во Маркова река. Колеги, ова би било се од ова вклучување во живо од УХМР, секако доколку немате нешто дополнително да не прашате. Диме, кратко само, бидејќи од утрово кружат по порталите информации дека се очекува пад на температурите за дури 10 степени под просекот, дали има таква некаква најава и од управата за хидрометеоролошки работи? Веднаш ќе се обидам да го добијам одговорот. Колегите прашуваат, на различни портали се шират различни информации дека се очекува пад и до 10 степени на моменталните температури, дали навистина може да се очекува такво промена во временските прилики, односно пад на температурите до 10 степени? Да, има некои најавувања за такво нешто, за намалување на температурата, меѓутоа дали за 10 или за таков опсек на намалување, не можам да кажам во моментов, со оглед на расположливите податоци кои ги имаме во овој момент. Единствена надлежна институција што тоа може да го каже е секако управата за хидрометеоролошки работи и мислам дека треба да веруваме на тие податоци кои се најверодостојни во овој момент.
и да ги земаме со дозна резерва сите останати информации од останатите портали. Благодарам. Благодараме на вас. Ја слушнавме подетално и околу падот на температурите, односно какво време се очекува и како што потенцираат од УХМР. Секогаш нивната страница на интернет УХМР треба да биде она од која ќе се информираат граѓаните и да не подлегнуваат на различни непроверени извори со цел да не дојде до ширење паника и секако споделување на различни дезинформации околу временската состојба и временските прилики. Така е, Диме, и ние следиме, затоа сме тука, затоа и прашавме и затоа е тука и нашата временска прогноза. Да, ти благодариме, Диме.